Ова се настаните за денес. Во тек е пријавувањето за бесплатна вакцинација од сезонски грип. Охрид започна со одбележување на 11 октомври, денот на народното востание. За операција од катаракта пациентите од регионов чекаат и по 1 година. Трибина по повод Светскиот ден на ментално здравје. Израел подготвува копнена офанзива на појасот Газа. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес претежно сончево со локална облачност и топло време со измерени максимални 22 степени Целзиусови во текот на ноќта кон среда, ведро и свежо време. Утре во североисточна Северна Европа времето умерено облачно, нестабилно со дожд и засилен ветар. Во останатите делови од стариот континент сончево со локална облачност. Ќе биде надпросечно топло за овој период од годината, освен на крајниот исток каде времето ќе биде постудено. На Балканскиот полуостров во среда претежно сончево со локална облачност. Ќе биде топло. Во источните делови зголемена облачност, а на крајниот југ појава на локални врнежи од дожд. Максималните температури од 20 до 28 степени Целзиусови. Во Македонија во среда свежо утро со утренски температури во интервал од 3 до 13 степени. Времето во текот на денот сончево со локална облачност и топло. Максималната дневна температура во Македонија утре 19 односно 27 степени Целзиусови. Во Охрид во среда свежо утро со температура од 11 степени. Во текот на денот сончево и топло. Максималната дневна температура 21 степен. Во четврток и петок свежо утро, температурата 8 односно 9, а во текот на денот сончево и топло. Максималната дневна температура 22 односно 24 степени Целзиусови. Во сабота сончево и топло време со минимална температура од 10 степени, а дневната до 24 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпа Инвест. Идеално место за вашиот следен настан, роден ден, прослава, тимбилдинг или неформална дружба со вашето друштво или семејство. Со можност за анимирање со голф инструктор. Повелете во Голф клуб Охрид. Информации на телефонот 070 249091. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Ланецот супермаркети Миса, препознатлив бренд во Охридско-Струшкиот регион. Во Миса секогаш се пазарува со мерак, во сопствената месарница, рибарница, пекара, зелен пазар и во одделот за готова храна. Огромниот асортиман на производи е со загарантирано ниски цени. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Правни субјекти,
Исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Ровник. Вршиме прегледи и испитување на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории, изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Ровник. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. А на Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Во тек е пријавувањето за бесплатна вакцинација од сезонски грип. Вакцините се пристигнати во земјава, а самиот процес на вакцинација се очекува да започне кон крајот на овој месец, вели првиот човек на Центарот за јавно здравје од Охрид, Сашо Точков. Вакцинирањето ќе го вршат тимови во епидемиолошките амбуланти на Центарот за јавно здравје во Охрид, Струга и Дебар. Добро познатиот, но никогаш добре дојден гостин грипот, каде и да е ке тропне на вратите на нашите домови. Вообичаено најголемиот број заболени ги има во месеците декември, јануари и февруари, но сепак најдобро е да се биде подготвен и пред се заштитен од него. По електронски пат, преку страницата вакцинација.мк, почнува пријавувањето за бесплатната вакцинација од сезонски грип. Оваа година Министерството за здравство набави 60.000 бесплатни дози, 4 типни вакцини против сезонски грип, согласно препораките на Светската здравствена организација против типови вируси карактеристични за северната хемисфера, вели директорот на Центарот за јавно здравје од Охрид Сашо Точков. Вакцините се холандски, Influvac Tetra од Abbott Biological од Холандија, значи вакцини кои што се високо квалитетни и кои што искуствено години наназад се покажале добро на овој простор, на овој дел, на оваа северна хемисфера. Вакцинирањето ќе го вршат тимови во епидемиолошките амбуланти на Центарот за јавно здравје во Охрид, во Струга и во Дебар. Точниот датум кога ќе започне вакцинацијата дополнително ќе биде објавен, вели Точков. Овие вакцини ќе можат да ги добијат стари лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени и деца на возраст од 6 месеци до 5 години. Со пополнување на формуларот за интересираните се регистрираат за вакцинација директно во системот Мој термин. Согласно распоредот предвиден за планот за вакцинација по пат на СМС или електронска пошта, ќе добијат информација за точниот датум и час кога треба да се вакцинираат на пунктот кој ќе го изберат при регистрацијата. Доволен број вакцини ќе има.
уверува Точков. Ке имаме и комерцијални вакцини за оние кои што не припаѓаат во овие групи, а кои што ќе сакат да ја примат вакцинината. Во теке пресметките околу цената, негде мислам дека околу 600 денари ќе биде, поевтино од минатите години, но ќе можат да ја примат оние кои што сакаат, сакаат да се заштитат. Како и секоја година, Центарот за јавно здравје ќе има мобилни тимови кои што ќе бидат на располагање за оние кои што се стари, изнемоштени лица кои што живеат сами, кои што се неподвижни, инвалиди, лица во рурални средини, особено стари лица, каде што нашите мобилни тимови ќе одат и ќе аплицираат вакцината секако. Вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна мерка за превенција од грипот, која спречува појава на потешки форми, компликации и смртен исход, особено кај ризичните групи. По повод одбележувањето на 82 годишнината од 11 октомври, денот на Народното востание, денес во општина Охрид се одржа свечена седница на која присуствуваа представници на Сојузот на борци од Охрид и Дебрца, представници на Советот на општината, пратеници, представници на локални институции на општинската администрација и граѓани. Започна одбележувањето на 82 годишнината од 11 октомври, денот на Народното востание. По тој повод, денес во општина Охрид се одржа свечена седница на која присуствуваа представници на Сојузот на борци од Охрид и Дебрца, представници на Советот на општината, пратеници, представници на локални институции, на општинската администрација и граѓани. На свеченоста свое пригодно обраќање имаше градоначалникот Кирил Пецаков. Силната непокорност и континуираната борба на македонскиот народ резултираше со формирање на самостојна и независна Република Македонија како единствена државна територија на македонскиот народ на балканските простори. Во сите периоди на своето опстојување, Охрид бил дел од историските настани кои одредувале иднината на македонскиот народ, испишувајќи ја на таков начин сопствената историја и неспорниот придонес во градењето на европската цивилизација. И покрај сите специфики на историските процеси, градот доживува национален, социјален, културен и научен развој и продолжува да биде репрезент на целата македонска историја, традиција и духовност. За многу одлуки во животот е потребна и храброст, но најголема е храброста да се задржи своето и подготвено и достоинствено да се одговори на предизвиците кои ги носи иднината. Нам ни е потребна онаква храброст каква што во себе го содржи тој 11 октомври, датумот кој го насочи текот на историјата, поставувајќи ги темелите на идниот национален развој, истакна Пецаков. Своје обраќање за значењето на овој голем празник пред присутните имаше и председателот на Сојузот на борци на Охрид и Дебрца Гоце Георгиевски, кој истакна дека благодарение на пожртвуваноста и храбрите борци на народно-слободителната и антифашистичка борба денес живееме во слободна и независна македонска држава која била сон на многу генерации. Сега кога имаме самостојна македонска држава, кога ја имаме долго очекуваната слобода, нашата најголема одговорност е да не дозволиме нивните жртви да станат залудни. Наша света должност е да ја сочуваме тешко стекнатата слобода и да продолжиме да се бориме за правата на сите своји граѓани, пред се правото на сопствен идентитет, јазик, историја, култура и достоинствен живот во Република Македонија, како дел од обединета Европа. Само заеднички, решително и сложно, единствени и обединети можеме и мораме да и бидеме од поголема корист на татковината. Ние немаме резервна татковина, имаме само една држава добиена со крвта на најдобрите синови на Македонија. Нека овој голем ден ни биде патоказ и нам и на генерациите по нас да ја чуваме слободата, сувереноста и независноста на нашата татковина Македонија, рече Георгиевски. Свечената седница беше збогатена со културно-уметничка програма подготвена од учениците на Основното училиште Свети Наум Охридски од Пештани и хорот и оркестарот при гимназијата Свети Климент Охридски. Чествувањата по повод 11 октомври продолжуваат и утре со полагање на свежо цвеќе пред спомениците на борците од народно-слободителната борба. Општина Охрид за прв пат изработи енергетски сертификати за објектите на образовните институции, детската градинка и општинската зграда кои се во нејзина надлежност. Ова е многу значаен процес при што од добиените извештаи за енергетска контрола детално се наведени сите карактеристики на зградите на овие институции, нивните недостатоци и предности, што е она што треба да се направи за да се подобри нивната енергетска состојба и конечно секој објект е класифициран согласно неговите енергетски карактеристики, односно има добиено така наречен енергетски пасош.
Паралелно со овој процес изработени се 3-годишен акционен план за периодот 2024-2026 година, заедно со програмата за енергетска ефикасност на општина Охрид, информира градоначалникот Пецаков. За операција на катаракта во јавно здравство, пациентите од југозападниот регион во земјава чекаат термини по 1 година. Најблиската болница им е Битола, но поради долгата листа на пациенти нема термини. Оние кои имаат финансиски средства се оперираат во приватните клиники, но оние кои немаат, чекајќи термин, се случува трајно да го изгубат видот. Во општините во југозападниот регион во земјава се уште не се изведува операција на катаракта. Повозрастните пациенти кои се соочуваат со овој здравствен проблем чекаат и повеќе од 1 година за да добијат термин во најблиската Битолската болница. Оние кои имаат финансиски средства се оперираат во приватните клиники, но оние кои немаат, чекајќи термин се случува трајно да го изгубат видот. Не, нити закажав, нити може да се закажи. Ајде да ви речам, сега слушнав дека 800, во Штип има 800 кандидати. И дигнав раце, гледам од прилика. Па чекам за Скопје и кога ми закажа на пола пат, ми откажува докторката, а веќе замав си за да си го изгубив окото. 1000 евра. Вашата мајка даде, имаш плати 1000 евра за катаракта? Од Турција. Чекавме, после една докторка рече да ја давам 100 евра за побрзо да ми напреток. Катарактата најчесто е здравствен проблем која погодува повозрастната популација. Пензионерите се револтирани и велат цел живот плаќале здравствено осигурување, а кога им требаат здравствени услуги, не може да ги добијат во јавното здравство. Па треба да имаме лекари, се знае тоа. За нас старите ни требат лекари да има. Без лекари што правиме ние повозрастни? Потребни се, секако. И за постари, и за помлади, без лекари. Да и не е то страшен трошок за државата. Еднаш се прави, не се прави секоја година, не, како што други болести барат. Термин лесно се добива во приватните клиники во Скопје, но овој оперативен зафат чини од 700 до над 1000 евра. Голем број пациенти од југозападниот регион во земјава не може да добијат термин за операција за катаракта. Се чека и повеќе од 1 година. Острушката болница велат никогаш не се изведувал тој оперативен зафат, бидејќи немаат ниту одделение. Имаат 20 офталмолози кои работат само амбулански. Офталмолошко-хируршко одделение нема ниту во Охридската болница, каде исто има 20 очни лекари. По повод Светскиот ден на менталното здравје, кој што се одбележува секоја година на 10 октомври, Црвениот крст од Охрид организираше трибина на тема важноста на менталното здравје во заедницата. Во рамки на одбележувањето на 10 октомври, Светскиот ден на ментално здравје, под мотото «Менталното здравје е универсално човеково право», денес во организација на Црвен крст Охрид се одржа јавна трибина за важноста на менталното здравје. Главна цел на трибината беше поттикнување на сите чинители и субјекти во заедницата за активна грижа за личното ментално здравје, превенција на менталните заболувања и намалување на стигматизацијата околу менталните заболувања. На трибината своје излагање има Сашо Точков, председател на Црвен крст Охрид, Ана Крстеска, советничка во Советот на општина Охрид, Ранко Раткушиновски, психолог вработен во Црвен крст Охрид, доктор Магдалена Чакар Маркулеска, специјалист психијатар. После широката дискусија од страна на присутните беше упатена силна порака до сите членови на нашата заедница, заедно да работиме на заштита и напредување на менталното здравје. По повод 15 октомври, Светскиот ден на занаетчиството, Младинскиот центар од Охрид организира саем на рачни изработки за локални мали бизниси. Саемот за рачни изработки ќе се одржи во недела 15 октомври на плоштадот Христо Узунов од 12 до 15 часот. Посетете го саемот и поддржете ги локалните мали бизниси за рачни изработки со извонредни креации достапни на секој настан и секако да ги поддржите во нивната работа, порачуваат организаторите. Следуваат вестите од светот.
Израел целосно воспостави контрола над границата во појасот Газа, изјави портпаролот на израелската војска Даниел Хагари. Тој додаде дека израелските одбранбени сили минираат делови од граничната ограда пробиени од борците на Хамас во саботата. Израелската армија проценува дека мал број екстремисти се уште се кријат на израелска територија. Израелските одбранбени сили објавија дека во текот на ноќта во Газа били погодени повеќе од 200 цели. Од Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарни прашања соопштија дека во израелските воздушни напади врз Газа целосно се уништени 790 стамбени единици, оштетени 5330. Во текот на ноќта голем пожар избувна во производниот погон на зградата на модната конфекција Кула Градачац во Босна и Херцеговина. Пожарникарите, со поддршка на колегите од Сребреник, како и работници од компанијата, се обидуваат да го изгаснат пожарот. Голем облак од чад е видлив над производниот погон, а иако првите информации се уште се нецелосни, евидентна е огромната материјална штета, објави порталот Кликс. Причина за пожарот за сега не е позната. Жени и деца сочинуваат 2/3 од жртвите на најновите земјотреси во Авганистан, кои се примени во болница со сериозни повреди, соопшти шефот за итни интервенции на Светската здравствена организација во оваа земја. Талибанците соопштија дека најмалку 2400 лица загинали, а повеќе од 2000 се повредени во земјотресите во саботата, кои се сметаат за најсмртоносните во светот годинава по земјотресите во Турција и Сирија, во кои загинаа 50.000 луѓе. Финансирањето на хуманитарните операции останува критично, а глобалното внимание и финансирање се пренасочени од Авганистан. Тоа би можело да се припише на конкурентните или предстојните кризи ширум светот, како што се Блискиот Исток и Украина, и поради ограничување на талибанците за жените, велат дипломатите и представниците на хуманитарните организации. Хуманитарната канцеларија на Обединетите нации најави помош во износ од $5 милиони за одговор за земјотресот, а непосредна материјална помош пристигна од ограничен број земји. Полицијата го уби возачот на возилото кој во понеделникот удри во кинескиот конзулат во Сан Франциско и го оштети фоајето на канцеларијата за визи на зграда, соопшти локалната полиција. Се уште не се познати идентитетот на возачот и неговите мотиви. Во инцидентот нема повредени други лица. Кинеската дипломатска служба во Сан Франциско издаде соопштение во кое се вели дека неидентификувано лице насилно влетало во сала за документи на конзулатот, што е сериозна закана за безбедноста на персоналот и луѓето на местото на настанот и предизвикува сериозна штета на објектите и имотот на конзулатот. Конзулатот понатаму објави дека најстрого го осудува овој насилен напад и го задржува правото да ја преземе одговорноста за инцидентот. Стейт департментот се уште не одговорил на барање за коментар за инцидентот. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ за денес. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk, како и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!